الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أدلكم ما ينفو به الخطاء ويحط به الذنوب البدوء على المقارع. صدق رسول الله فيما قال وكما قال. Denska nakratko sakame da zbrujeme za abdest. Бидејќи абдестот е составен дел од секој верски ибадет. Човек не може да пристапи да клања намаз без претходно да земе абдест. Човек не може да земе Куран да го чита без претходно да земе абдест. Значи, абдестот е составен дел од секој ибадет. Без него не можеме да пристапиме во извршување на ниту еден исламски обред. Абдестот не е само символично земање, мијање на уста, нос, лице, раце, мез. Тоа не е само абдест. Абдестот има и други поголеми значења. Има други вредности кои кога ние би ги научиле, тогаш би знаеле што значи земање на абдест. Прво, абдестот е ибадет на кој го пропишал Аллах Желешану во Куран. Аллах го промени: "Ја ајуҳаллазина аману иза кумтум иля салати фагтасилу." О верници, кога сакате да станете, да земете, да клањате намаз, земајте абдест. Значи, кога сакате да пристапите за намаз, да стоиш пред Аллах Желешану, важно е и мора да земеш абдест. И сега абдестот, колку е значаен и вреден, Мухамед алейхи салату ва салам во еден хадис шериф вели: "Иза тавадда ал-абду фагасала вајху." Кога човек ќе земе абдест и го мие лице, со последната капка од вода, од абдест, кој ќе падне од негово лице, му паѓа гревот кој го направил со лицето, значи со очите, со устата, со носот. Значи, кога земаш абдест, го миеш лице и кога последна капка, значи последна, се исцедува од твоето лице и паѓа, со таа капка паѓа и твојот грев, што го имаш направено, дали било со очи, дали било со уста и со нос. Кој ќе ги измиеш раците или пегаме ракелам и кога ќе падне последна капка со рацете, ти паѓа гревот што си го направил со раката. Кога ќе измиеш уста, кој ќе излезе последна капка со водата, ти излегува гревот што си го направил со уста. Значи, абдестот е чистење и од нечистоти, меѓутоа чистење и од гревови. Колку е важен абдестот за нас? Ќе ни покаже овој пример, по кој ќе се познаеме ние како умет на Мухамед ﷺ на судниот ден. Замисли, на судниот ден, кога ќе бидеме собрани на Махшер, милиони, милиарда луѓе, ќе се праша некој како ќе не познае Мухамед ﷺ дека ние сме негов умет. Мухамед ﷺ рече: "Фаиннакум јатуна гарран мухаџџалин јаум ал-қијама." Значи, на судниот ден Мухамед ﷺ ќе не препознае нас, пошто по белите трагови од абдест кои ќе светат на секој муслиман кој земал абдест, тие делови ќе му светат. И Мухамед ﷺ на Махшер, меѓу тие милиони, милиарди луѓе, ќе не препознае нас. Значи, секој човек што земал абдест, на судни ден, раците што ги бил ќе му светат, лицето ќе му свети, мез на глава ќе му свети, носите ќе му свети. И Мухамед ﷺ, пошто ќе не познае на судни ден, меѓу толку милиони, милиарди луѓе, ќе не препознае, пошто нашите делови кои ги миеме од текот на земање на абдест, тие ќе светат и Мухамед ﷺ ќе не познае по блескавоста на нашите органи. Мухамед ﷺ еден ден му рече на Билал ибн Рабах, на првиот мујезин во Ислам. Му рече: "Еју амелин арџа." Која работа се надеваш дека најпојче ќе те внесе во џенет? И што е нешто што си го направил во Ислам, а се надеваш дека од него ќе имаш најпојче сила?
Bilal ibn Abi Rabah radijallahu anhu prvi mu je zikr. Već je Božji pegamber. Sekogaš, koga će zemat abdest i od kako će urasipao, vedne zemat drug abdest. Znači Bilal radijallahu anhu vedne, na primjer, ima abdest i od kako će urasipao abdestom, vedne zemat nov abdest. Znači celo vreme Bilal bil pod abdest. I zato rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, la yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. Abdest od ko čuva samo vernik. Abdest od ko čuva samo vernik. Zato čovjek koji ima abdest se pazi, se čuva. Ne smije da psuje, ne smije da pravi loše raboti. Vidjeći abdest te zaštita. I zato je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, iza kadiba ahadukum, falitawadda. Koga neko od vas će se naluti, što treba da napravi? Koga neko od vas će se naluti, neka zema abdest. Zašto? Pošto rutinata, gnevo, besot nervozat od koga je? Šeitan. Šeitan što je sozdaden? Šeitan je sozdao toga. Ogan što koga gasne? Voda. A abdest što je? Voda. Znači abdest je zemanje so voda na mijenje na posebni delovi. I zato je Muhammed, koga neko od vas će se naluti, neka zema abdest. Abdest od čuva se. I drugo što je važno da se znaje za abdest od deka Muhammed sam veli men tawabba, koji će zemlje mirno, prisjetno, uvao abdest, thumma salla rakate, i posle zastane klanja 2 rekati namaz, gufire lahu ma taqaddama min dhanbihi. Će mu biti prosteni site izminati grahovi. Znači zemaš abdest i posle klanjaš 2 rekati namaz, sa 2 rekati namaz i čist abdest, ti se prišat site izminati pravični grahovi. Znači, abdest je golem ibadet u islamu, nije treba često pati da zemamo abdest, da pitame se kogaš abdest, dok ima primjer koga jedan čovjek u avion potubajči vlego u toalet da zema abdest. I je krenuo nogata, ali pošto bilo tesno, morao da otvori vrata. I je krenuo nogata da mi je abdest, dođa se da 10 melike, što praviš ti da u avion? Ti krevaš nosete da gi miješi. Kaže da zemam abdest da se molam na Allah, da se molam na Gospod. Reče, kako je to amenje na noze? Reče, ove noze se počistio tvoje tolice. Reče, kako je možno tamo reći 70 ta ženska što rabati u avion? Mu reče, da. Reče, ove noze, ja najmogu na zemlji imam Bogu. 5 pati. Ti lice to nisu zapalja ko će stane gdje gomeš. Zato moje noze se počistio tvoje tolice. I zato Islam je narečen kako? Kako vera na što? Vera na higijena, vera na čistota, vera na disciplina. Koga bi go zemali abdest od često, koga bi se mijeli, bi se čistili, toga ne bi imalo nikakva nečistota na nas. Da je doktor kažuvaše teka deneska kako se širi virus. Vika čovjek koga će se nakašna i svi te bakteriji mu se ne pada raka. I ti posle odeš, fačaš kvaka, se pozdravaš sa nekoj, odmah ti širiš tije bakteriji. I zato da se širi virus od jedan na drug. Ako vam bi gi mijele rase, najmalko 5 pati, kako što rekao pegamber alejselam, gi miješ rase prvo pred jadenje, posle jadenje, pred klanjanje, pred slušenja Kuran, da li to već se širi virus, da li će svirat bakteriji? Ne. Znači zato Islam je vera na čistota i zato mi je treba da vidimo primjer kako vernici, kako muslimani, kako luče za higijena, za čistota, za pedantnost i za elegantnost. Zato abdestot Muhammed alejhi rekao peravna za čistenje na gravo. Ana dullukum alaykum bil khatar. Da li sakat da kažem što ti priše grevovite? Rekao sve kako Božji pegamber reče kad su hutore da sađe često odenje u džamija, zemanje na abdest, pri bolest, pri ladno, pri studeno, pri toplo, što uzemaš često pati abdest, kako što gi miješ rasete, tako gi miješ grevovite od rasete. Zato da zeme često abdest i da vidimo to nije pojavilo se lešanu kuda rekao inna Allahi yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah je saka oni koji često se kaja i oni koji često se čiste. Inša Allah ta'ala, wa sallallahu Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in.